Под слоганот «Отчукување на светот» од 14 до 25 март во Австрија, специјална олимпијада. Македонија ќе учествува на 11-тите светски зимски олимписки игри за лица со интелектуална попреченост. Македонија оваа година учествува со 3-члена делегација, и тоа атлетот Бојан Трајковски, тренерот Јован Јовановски и водачот на делегацијата Аган Реџепагиќ. Кога станува збор за ова, деталите ги имаме во следниве неколку минути. Да. Ова е репрезентативниот состав кој на 14 март ќе го развиори македонското знаме на специјалната зимска олимпијада во Австрија. Четата е малечка, но одбрана. Бојан Трајковски ќе биде нашиот единствен учесник на олимпијадата. Ќе се надпреварува во дисциплината алпско скијање, во слалом, велеслалом и во супер велеслалом во категоријата нов ајс почетници. Рамо до рамо со Бојан Трајковски ќе бидат и ќе го советуваат и бодрат неговиот тренер професор Јован Јовановски и водачот на делегацијата Аган Реџепагиќ. Бојан Трајковски ќе биде еден од 2700 спортисти кои низ отчукувањето на своето спортско срце ќе го направи посилен слоганот на специјалната олимпијада «Отчукување за светот». Кажи ми, како се чувствуваш? Супер. Дали си среќен, Бојан? Да. Колку си среќен? Премногу среќен. Нели? Премногу си среќен. Сакаме да кажеме дека Бојан е спортист и дека тренираш. Што тренираш? Освен скијањево, што ти е сега нова љубов. Значи, досега кој од спортовите ги тренираш? Пливање. Пливање? Кошарка и фудбал. Кошарка и фудбал. Значи ли тоа дека си супер пливач, супер кошаркар и супер фудбалер за да те одберат да бидеш скијач? Па да. Нели? Да. И, значи, скијање колку долго тренираш? Месец. Еден месец? Да. Пред тоа воопшто... Ништо, не. Никогаш не си се заинтересирал за скијање, нели? Па не. Не. Но, како изгледа да бидеш скијач? Супер, одлично. Дали ти беше страв прв пат? Кога? Не? Не. Значи имаш храброст? Да. Голема. Да. И сега одиш во Австрија. Да. Кажи ми, колку долго се подготвуваше? Како траеја? Дали си задоволен од подготовките? Да. Исклучително мотивирачки е спортскиот дух на македонскиот репрезентативец Трајковски. Го красат храброст и упорност. Одличен пример за секој спортист и за секој човек. Нема откажување колку и на почетокот да изгледа тешко и несовладливо. Како сте подготвени? Јас морам да кажам дека сум восхитен од тоа што се случи, затоа што Бојан е сосем почетник, да не употребам збор тотален почетник. Прв пат застанува на ски, прв пат се сретнува со опрема за скијање, со лизгав терен и со ски на нозе. Значи, инако јас сум професор во пензија од факултетот за физичка култура и просторот на моето интересирање е токму човековата моторика или можноста на човекот да реализира движење. Во книгите пишува дека моториката осиромашува со паѓањето на интелектуалниот капацитет. Меѓутоа, оваа ситуација мене ме демантира. Иако имам искуство во овој простор, јас сум работел со вакви луѓе 10 години во Заводот за медицинска рехабилитација, воде спорт во рехабилитација, и на почетокот не бев скептик, затоа што ние ги владееме методите и средствата што водат до успехот. Но едно од началата на спортот ја нема откажување. Сигурно. И во тој дел, значи, тој покажа дека еве може. Значи, ваквите луѓе што имаат условно хендикеп, ментален или физички, треба да бидат ставени во ситуација да ги покажат капацитетите нивни, максимални. Тоа значи дека треба да им се понуди можност да излезат од дома, да пробаат нешто да направат.
107 нации ќе учествуваат на специјалните зимски олимписки игри. И на оваа олимпијада покрај пораките за јакнење на човековите права, зголемување на бројот на учесниците во новите спортови, важи мотото: важно е да се учествува. Спортот е магијата која ги вади децата од анонимност. Сите деца кои приступиле у специјална олимпијада, кои се членови на нашава организација, инволвирајќи се у спортовите кои ги нудиме, тоа се малтене сите спортови кои ни се доступни. У многу спортови немаме своји представници, али со скромна екипа успеваме да огромен број на деца инволвираме у ова спортска организација. Тука ни доваѓаат, се ослободуваат и најголемата среќа е одењето на вакви големи надпревари. Грац, Шладминг и Рамзоу ам Дахштајн од 14 до 25 март ќе бидат спортските арени во кои ќе се рушат стереотипите и предрасудите. Каква иднина си предвидувате за овој, да кажеме, тандем спортско-тренерски? Во тој простор јас очекувам дека прво ова ќе му се залепи и дека тој ќе продолжи ако има можности тоа да го прави. Нашата идеја заедно со мојот колега Реджеп Агич е да направиме да се вклучат и други. Тоа го допира широкиот простор во кој многу наши институции спијат. Медалите и спортските успеси се подеднакво сјајни. За нас успехот на Бојан Трајковски уште сега е посјаен од златото. И што очекуваш од твојот настап? Медаја. Медаља? Да. Каква? Златна. Браво! Но со сето срце ќе го бодриме во амбицијата да освои медал и да ја направи Македонија повторно горда олимписка земја.